Вообичаен пролетен ден во струмичките села Иловица и Штука. Активностите околу земјоделските работи ги раздвижуваат жителите низ селата никнати под Огражден. Ги посетивме со прашањето што мислат за одлуката на владата да се разгледа документацијата за концесијата на рудникот Иловица. Од 20 на анкетирани граѓани, само еден се радува на можното отворање на рудникот. Сакам да се отвори рудникот. Нема бојазност. Да им докажат да Радовиш колку има умрано, колку стоки има поништено се, па после тука да прават проблеми. Против сум руднику и цело село е против руднику, ама побово е било 9 вчера, а тука имаше доста народ. Ние размислуваме да не се отвори. И стоката нема да пасе. Ма не бе, какво рудник тука. Тука има две реки, тука Штука, Јовичка река, това всичко е запуста, водовода има всичко. Не би требало да се отвори рудник тука. Против ми как? Владата информира дека Министерството за економија ќе го разгледа случајот и со одговор ќе излезе за една недела. Владата се повикува на известувањето кое што го има доставено Министерството за економија уште во 2016 година до Евромакс, во кое се бара од концесионерот да ја комплетира до одреден период, тогаш има добиено рок од 60 дена, надминати се тие, да ја докомплетира документацијата како обврска од договорот за концесија. Дополнително информиран бил концесионерот дека не ги имал доставено доказ за решени имотно-правни односи. Од концесионерот на рудникот Иловица, компанијата Евромакс, побаравме став во врска со овие активности на владата, но досега не одговорија.